Управата за јавни приходи мора да ја исправи грешката во однос на наводниот долг од 200.000 евра, со кој сака да ја осакати Алфа телевизија, затоа што решението е незаконско и представува правен преседан. Доколку обстои, тоа сигурно ќе падне на Уставен суд. Сите докази се на страна на правдината, а правдината е на наша страна. Односно, нити има сторено било какво даночно затајување, нити има сторено било каков даночен прекршок, нити има сторено било каква незаконитост во рамки на постапувањето. Станува збор за наводен долг од околу 200.000 евра, во кој се пресметани и огромни камати, а датира од пред речиси 10 години, односно 2013 година. Власта го активира случајот откако Алфа телевизија остана единствена критички настроена телевизија во етерот. УЈП прво се обиде да и наштети на Алфа Скоп, фирмата мајка на телевизијата, но откако не успеа, сега удира по управителот. Бараат тој лично од собствен джеб да издвои речиси 200.000 евра, односно да ги плати парите иако е назначен на функцијата во 2016 година, 3 години откако настанал наводниот долг. За случајот се води и судски процес кој не е ни завршен. Едноставно невозможно е некој да има вина пред да се роди. Не може да сме сториле нешто пред да се родиме. Ако сегашниот управител станал управител во 2016, невозможно е да одговара за действие од 2013. Иако сето ова според адвокатскиот тим представува правен преседан и небулоза, од управата за јавни приходи тврдат дека работеле според закон. Согласно законот, управата за јавни приходи спроведува присилна наплата на сите средства и приходи на должникот, како и утврдување на даночна гаранција. Инаку ова решение е само дел од притисоците врз Алфа телевизија, која екс-премиерот Зоран Заев ја прогласи за политички непријател. Како што власта го губи рейтингот и се соочува со незадоволството од народот, така сега се обидува да се пресмета со единствената телевизија што не успее да ја скрши. Но поречиси секојдневните инспекции, контроли и надзори, ниту една институција досега не успеа да пронајде ништо спорно ниту незаконско.